Добар ден во Пладневните вести на Канал Плюс телевизија. Еве дел од настаните од нив. Коледарските огнови вчера го означија почетокот на празнувањето на Бадник и Божиќ. Во Штип традиционално првиот коледарски оган беше запален во соборниот храм Свети Никола. Општина Штип ги избра најубавите новогодишни декорации во 3 категории. Во петок е доделувањето на наградите. Семејството Трендафилови од Кочани апелира за помош до сите хумани граѓани. Куќата во која живеат е дотраена и представува голема закана по нивните животи. Со палењето на коледарските огнови започнува празнувањето на еден од најголемите христијански празници. Бадник е ден пред Божик, раѓањето на Исус Христос и представува последен и најстрог ден на Божикниот пост. Народот вели дека Божик зад Божик кај да си, дома да си. Коледарските огнови вчера беа запалени во повеќето градови од источниот регион. Во Штип традиционално првиот коледарски оган беше запален во соборниот храм Свети Никола, а потоа низ повеќе маала во градот. Со палење на коледарските огнови во повеќе градови од истокот започна празнувањето на Бадник и Божиќ, раѓањето Христово. Традиционално, како и секоја година, така и вчера, првиот коледарски оган во општина Штип беше запален во соборниот храм Свети Никола, па потоа и во сите мала во градот. Едно од најстарите мала каде традицијата се продолжува од колено на колено е Стар Конак. Со поделувањето на погачата во која има паричка од страна на стариот кум, беше избрат кумот за наредната година. Стариот кум среќа и берикет го пратела преку целата година. Берикет на беше супер, се убаво. Минатата година има си синче, сретни берикет ни донесе оваа година. Очекуваме да биде по-берекетна новата година. Здравие да има, среќа, нека дава Бог на сите, па да се надејаме на се поубави работи. По повод големиот христијански празник, голем број на граѓани и верници вчера вечер присуствуваа на вечерната литургија и во своите домови си однесоа светени бадникови гранчиња. Доваѓаме за Бадниково дрвце. Има богослужба и сега огнјот ќе го запалат, па ќе одеме дома, ќе месеме колачиња. И утре рано собари доваѓат ни коледарите и ги даруваме со воше, со колачиња, со парички. Секако година доваѓаме. Пратиме ги обичаите и така. Денес се слави Бадник, денот пред големиот празник Божиќ. Според традицијата, вечерва целото семејство се собира околу бадниковата трпеза, која треба да биде празнична и богата, но задолжително постна. Бадник го означува крајот на 40-дневните божични пости. Избрани најдобро украсените објекти во општина Штип во 3 категории. За најубава декорација кај индивидуалните објекти е семејната куќа на семејството Маневи од населбата Три Чешми. Ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев е избран како најдобро украсена јавна институција, додека пак кај деловните објекти комисијата го прогласи Градски трговски центар. Избрани се најубаво украсените објекти во Штип, и тоа индивидуален и деловен објект и јавна институција. Имено, за најубаво украсен индивидуален објект е избран домот на семејството Маневи во штипската населба Три Чешми. Традиционално, веќе 10-та година ова семејство го украсува својот дом по повод новогодишните празници, а оваа година за прв пат трудот им е награден. Украсувањето на нашиот дом трае веќе наназад повеќе од 10 години. Меѓутоа, токму ова година решивме тоа украсување, начинот на кој да го споделиме со јавноста. Начинот на украсување, значи целата таа креација на мојот сопруг, повеќе од изработките, фигурите што се направени, се негова лична изработка со материјал помошен што ќе најде можеби и отплатен материјал, сепак сите тие идеи се негови, меѓутоа идејата да го пријавам беше моја. За украсувањето, значи секоја година се понешто набавува од светлосните сијалички, сепак тие се најмногу прават декори и дават амбиент. Го правевме, значи, наназад веќе 10 години, во почетокот за радост на нашите деца, но веќе сега ни преминува во традиција.
Најдобро украсена јавна институција трета година поред е ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев во Штипско Ново село, додека најдобро украсен деловен објект е Траговскиот центар во Штип. Од страна на општина Штип ќе им бидат доделени пригодни подароци. Семејството Трендафилови од Кучани апелира до сите хумани луѓе да им помогнат, бидејќи полусрушената куќа во која се сега во секој момент може целосно да падне и да им ги загрози животите. Тога во семејството таткото е единствен кој заработува некоја пара и при тоа е лице со лесна попреченост, мајката е со нарушено здравје и невработена, синот е 8 годишен, а ќерката 5 годишна, и живеат во полусрушена трошна куќа, која во секој момент може целосно да падне и да ги загрози нивните животи. Тогаш станува јасно зошто нивниот проблем им тежи како планина. И дека несреќата никогаш не доаѓа сама, зборува трагедијата која им се случи на Трендафилови пред Нова година, кога во урнатина на дело од куќата загина нивниот 2-годишен син. Очајот во ова семејство одамна е вгнездет, а во овие зимски денови добива на тежина бидејќи 4 члена немаат ниту пари да се стоплат, ниту можат асално да ги нахранат двете преостанати малолетни деца. Па во овој момент навеќе се ни прехранбени нешто кебиња, кој што има креветни треба, кој што може како може тоа да помогне. Куќата до старата куќа е во добра состојба, 2 собички, без купател сме. После кога се деси на оваа несреќа, ние бевме кај татко ми, тамо да ги имам децата. И кога се вративме, ни се деси оваа трагедија. Па јас верувам, па како е Господ, никој не е. Да се помогне што може и да се изгради нешто до куќата. Било што купатела, соба, потребни се апарати за домаќинството. Трендафилови немаат приклучок на вода, немаат струја, немаат дрва за огрев, а за кујна со садопер, електричен шпорет, бољар, кревети и друга покукнина и да не зборуваме. Затоа во апелот за помош по крепарични средства тие бараат се што може да им се најде за во домот или продукти за прехранување. Во случај да биде поместен датумот за одржување на изборите договорен во Пржино, а тоа е 24 април, за ВМРО ДПМН и се што досега исполнето од договорот повеќе нема да важи, а и премиерот Груевски нема да поднесе оставка. Ова е позицијата што ја соопшти портпаролот на ВМРО ДПМН Иво Котевски. Доколку се помести датумот на изборите закажани за 24 април, во тој случај нема да се формира техничка влада, а договорот од Пржино нема да важи. Ова е ставот на владеачката ВМРО ДПМН пред посетата на еврокомесарот Јоханес Хан и пред договореното повлекување на Никола Груевски од премиерската функција. Во изјава за новинската агенција Мета, портпаролот на ВМРО ДПМН Иво Котевски нагласува дека оставката на Груевски е условена со датумот на избори. Политичката криза во која СДСМ ја втурна државата треба да заврши, а излезот од таа криза се токму изборите. Датумот е круна на договорот од Пржино и целта зошто е постигнат тој договор и доколку некој си поигрува со датумот, тогаш ја загрозува целта. Доколку нема датум за избори, зошто би била избрана техничка влада? Се зависи од договорот од Пржино чија цел беа изборите, изјави Котевски. Од СДСМ не го коментираат ставот на ВМРО ДПМН. Извори од владеачката партија велат дека Груевски не сака да поднесе оставка додека не добие гаранции дека датумот на изборите не се поместува. Инаку лидерите и партиските тимови се подготвуваат на средбата со Хан да информираат што е спроведено или не е спроведено од договорот и кога сосема сигурно ќе бидат изнесени бројни обвинувања на сметка на политичкиот противник за криминал и обструкции на политичкиот процес. Во Дом на млади Штип ќе се одржи голем божикен концерт. Најдобрата забава и оваа година за штипската публика ја подготвува оваа институција која традиционално секоја година за најголемиот празник организира концерт. IQ е групата која што ќе настапи на годинишниот божикен концерт. Таа е една од најпопуларните групи во Македонија, победник на Скопскиот фестивал, најдобар бенд за 2015 на Македонскиот радиски фестивал.
Не стигнуваат реакциите во Германија откако се дозна дека 90 жени пријавиле дека за време на дочекот на новата година пред катедралата во Келн биле оплячкани, им се заканувале или биле сексуално вознемирувани од млади, повеќето пијани мажи, најверојатно имигранти, поради што се одржаа протести, а полицијата го оцени тоа како нова димензија на криминалот. Во вторникот ноќта околу 300 лица според локалната полиција демонстрирале против сексуалното насилство пред катедралата во Келн. Тие бараа подобра заштита и повеќе почит за жените, пренесува агенцијата ДПА. Началникот на келнската полиција Волфганг Алберс изјави на пресконференција дека полицајците напаѓачите ги опишале дека изгледаат како да потекнуваат од арапските и северноафриканските земји, како и дека биле на возраст од 18 до 35 години. Полицијата во Хамбург во вторникот соопшти дека во овој северен пристаништен град на новогодишната ноќ се случиле слични напади. Биле пријавени 9 случаи за сексуален напад и кражби од страна на жени кои тврдат дека биле вознемирувани од мажи со медитеранска и арапска физиономија. Лошо им тргна годинава на Европа. 6 земји на Европската унија повторно воведоа контроли на границите. Тоа го попречува стопанството. Сериозно е ставен под прашање не само договорот од Шенген, смета Барбара Везел. Шенгенскиот договор заедно со еврото се сметаат за најважни достигнувања на Европската унија. Во реоните на старите граници одамна настана европски региони во кои љубовта, домувањето, работењето или образованието се одвиваат прекугранично. Шенгенскиот договор заедно со еврото се сметаат за најважни достигнувања на Европската унија. Во реоните на старите граници одамна настана европски региони во кои љубовта, домувањето, работењето или образованието се одвиваат прекугранично како нешто што е само по себе разбирливо. Сомнителниот дел со Турција, која треба да го придуши притисокот од бегалци, досега не донесе никакво позначајно растоварување. Мировните напори за Сирија се загрозени од најновиот конфликт меѓу Иран и Саудиска Арабија. Цените на нафтата продолжуваат да закрепнуваат на тргувањето во Азија под влијание на продлабочувањето на дипломатскиот конфликт помеѓу Саудиска Арабија и Иран. Но презаситеноста со глобалната понуда и економското забавување на Кина и натаму го држат растот на оваа суровина под знак прашање. Американската лесна нафта за испорака во февруари поскапе на азискиот пазар 15 центи, додека нафтата Брент се тргуваше за 14 центи повеќе, односно за 37,36 долари за барел. Напнатоста меѓу двата големи производители на нафта, поради која дојде затоа што Саудиска Арабија го погуби истакнатиот шиитски свештеник, се распламти откако Ријад и неговите сојузници ги прекинаа или редуцираа односите со Иран, што предизвика глобална загриженост, пренесе агенцијата Франс Прес. Машката репрезентација на Македонија одигра нерешено и во вториот тест дуел на гостински терен кај Словенија. Во нова максимално изедначена неизвестна и квалитетна средба, нашата репрезентација имаше и предност од 3 гола во завршницата, која сепак словенците ја анулираа за нов нерешен исход. Се ближи ново европско за Македонија, нов голем предизвик, каде што секогаш посекуваме нови успешни резултати. Избраниците на селекторот Ивица Обарван ги имаше првите тестови со 2 нерешени средби, каде што сигурно резултатот не беше во прв план. Против словенците блесна кој друг ако не десниот бек на Барселона, Кирил Лазаров, по 7 голови на 2 меча, а без сомнение се очекува така да биде и во Скопје на 10 и 11 јануари против Црна Гора, на последните контролни мечеви пред патувањето за Краков. Овде е крајот на вистите, а со повеќе информации се гледаме во Дневникот во 16:30. Имајте пријатен ден.